подпредседателе, почитувани колеги пратеници. Денес на дневен ред го имаме предлог законот за вештачење. Јас за овој предлог закон дискутирав и на Комисијата за европски прашања, каде што беше ставен како точка на дневен ред. И таму ги имав истите забелешки кои што ќе ги кажам и тука од оваа говорница, а тоа е дека Комисијата за европски прашања се претвори во комисија која што расправа за секакви закони, но не само за тоа што е целта на таа комисија, односно за законите кои што се усогласуваат со европската директива и регулатива. Ова го кажувам затоа што овој предлог за вештачење е еден од оние закони кои што поминаа низ оваа комисија, кои што немаат допирни точки со Европската унија и со директивите, односно или имаат само делумно некое усогласување. Бидејќи станува збор за закон кој е со 70 членови и од кои се усогласуваат само 4 ставови кои не се суштински од областа на вештачењето, туку се однесуваат на регулатива на Европскиот парламент и на Советот од 23 јули 2014 година, кои, замислете, се однесуваат на електронска идентификација и доверливи услуги за електронски трансакции на внатрешниот пазар. Она што го зборував дека не се од суштинско значење за вештачењето, односно дека ова се користи само за да може да се протне овој закон во оваа комисија. Затоа што ништо од ова што го зборував, што е назначено дека се усогласува со европски директива или регулатива, нема врска со она што е суштината на овој закон. Ова е доказ дека се злоупотребува европското знаменце за носење, како што кажав, на разни закони кои што немаат ништо во областа на усогласувањето со европското законодавство. Не разбирам причината зошто ние со носењето на ваков закон зошто е потребата од брзање на носење на еден ваков суштински закон, за кој што треба да имаме поголема дебата, за кој што треба, моје мислење, дека треба да имаме една јавна дебата на која што ќе ги поканиме експертите, ќе поканиме комората на вештаци, која што мислам дека е најкомпетентна за да дискутира за овој закон и за тоа што значи носењето на еден ваков закон за вештачење. Од тука произлегува и прашањето на кого му одговара носењето вака на закон на брзина и кој ќе се офајди од овој закон и дали со овој закон ќе се руши квалитетот на судските вештачења, затоа што може би ова ќе одговара на некој да може да отвори фирми за супер вештачења, кои што понатака би ги извршувале тие супер вештачења наместо бирото за вештачење. А тоа секако дека е лошо, бидејќи од овие вештачења зависат и понатака и судските постапки кои се водат во судовите, и секако одлуките кои што ги носат судиите ќе зависат од квалитетот на вештачењата. Заради тоа не ја разбирам потребата од брзање и носење вака на брзина на еден закон без да се вклучат тие што најмногу се засегнати со овој закон. Од она што може да се види во законот, се даваат премногу ингеренции на комората, за ингеренции кои што треба да бидат на Министерството за правда, околу надоместокот на наградата и трошоците треба да ги определува Министерството за правда, а со овој закон е предвидено тоа да го прави комората. Бирото за судски вештачења сега се претвора во биро за процена, што е спротивно на законот за процена, односно не може со закон за вештачење да се формира биро за процена. Едно е процена, друго е вештачење. Понатака, она што е
Симптоматично е тоа што не е предвиден рок за важење на лиценцата за вештачење и нејзино продолжување со исполнување на одредени услови, па во член 27 предвидено е лиценцата да престане да важи само ако имателот сам побара или со настанување на смрт. Тука не е предвидено што доколку некој несовесно си ја извршува својата функција на вештак или што доколку работи спротивно на закон, како ќе му се одземе лиценцата на таков еден имател на лиценца. Предвидено понатака е дејностите, односно областите на вештачење да бидат предвидени во посебен акт на комората, што не смее да се дозволи областите за вештачење да се носат со акт, односно треба сето тоа да е предвидено со закон и областите да се одредат на вештачење согласно со закон. Зошто сега се симнува тоа ниво и тие области на вештачење им се дава да се донесат со акт. Тоа остава сомнеш понатака за одредени дејанија. Она што вака најмногу мене ме заинтересира е членот 9 во кој што се пропишани условите за полагање на испит за вештак со соодветно образование. И она што се разликува од претходниот закон, во кој што беа предвидени овие услови за стекнување на лиценца за вештак, е тоа што во новиот закон е вметнат еден нов став, а тоа е да има завршено обука од соодветната област на вештачење организирана од комората во траење од најмалку 60 денови. Тоа е тоа што се разликува од претходниот закон, па тука се поставува едно прашање за што ќе служи ова обука на овие кандидати, кога овие луѓе кои што стигнале да ги исполнуваат овие услови, претходно дипломирале, магистрирале и имаат работно искуство од 5 години во својата сфера и успешно работат во сферата, па што ќе им донесат тие 60 денови, 60 часови обука дополнително на овие кандидати да се стекнат со некое дополнително знаење или вештина од областа на вештачењето. Тоа, според моje мислење, е направено само да се комплицира начинот на добивање на лиценца за вештачење и да некој од сето тоа остварува профит, затоа што тие обуки ќе се наплаќаат и некој тука ќе остварува профит. Слично на она како што беше во законот за овластените сметководители, каде што и таму се наметнуваше одредена обука за сметководителите, сето тоа само заради бизнис интереси, односно некој да остварува профит од тие обуки. Но доколку мора да се тие обуки, јас и на комисијата го зборував ова и тука од говорницава ќе го зборувам, доколку треба да има таа обука од 60 часови, таа обука да се предвиди да е бесплатна, а не да ги оптоваруваме луѓето со некоја обука од 60 часови што на крај ќе треба да ја платат. Ви благодарам. Има збор Миле Левков.